Па добро, во секој случај ние како клубско раководство не можеме да бидеме незадоволни од она што се случува во овие 4 кола, со оглед на тоа дека се уште сме домајчини во гости, немаме свој терен кој што е наша најголема болка. Во првите 4 одиграни кола освоивме 5 бодови. Јас верувам дека можевме да освоиме во тие два надпревари на гостински терен уште 4 бодови, меѓутоа што е тука е. Она што поминало не можеме да го вратиме, тие ситуации кои што за нас беа поволни во финишот на тие два надпревари не ги искористивме. Меѓутоа јас верувам во работата на овие предсе на стручниот штаб и на фудбалерите и се надевам дека ќе се консолидираат и дека допрва ќе следуваат добрите игри и добрите резултати на победа. Па добро, на некој начин од резултатите не можам јас да бидам незадоволен, али од играта конкретно на овие надпревари што поминаа 4 тај куп надпревар, евидентно е дека имаме уште многу работа односно да тренираме во организација на игра. Јас сум задоволен единствено од желбата, од пристапот на игра, али верувам дека и со тек на утакмици затоа закажуваме и вакви контролни јаки надпревари за екипата од надпревар да се што може да се воигрува, затоа што знаеме сите дека има многу нови играчи, имаме проблеми со повредени играчи, кај што се надевам дека во овој временски период кај што имам пауза сега ќе се консолидираме, ќе се доекипираме и во нареден период ќе имаме многу подобри игри во таа, да кажем, фудбалски во трета фаза кај што ни треба завршен пас и да постигнеме некој гол повеќе. Ние да не забораваме, имаме еден гол постигнато, имаме 5 бодови, не можеме да бидеме незадоволни. Па ние, јас и Јане Николовски го правиме муабет за пријателски надпревари, бара сакавме да играме со што подобар противник, за да видиме и како би се однесувала екипата и со такви противници. И се враќа Гешовски, Велковски тука, имаме еден млад фудбалер Филип, кај што мислам дека ќе го покрени квалитетот на екипата во тие млади фудбалери кај што треба да играме да игра еден до 21 година. И полека, но сигурно се екипираме. Па добро, за нас ќе дојде добро овој период од пауза, овие 2 недели, 14 дена, со тоа што јас мислам дека во овој период да се доекипираме како што кажав, затоа што после имаме во рок од 14 дена 4 надпревари, кај што на некој начин ние отприлика ќе знаеме како сме шо сме. Имаме Ренова, Академија Пандев, па после во среда надпревар со Шкендија и Вардар. Значи, овие 2 надпревари јас исто така жалам, затоа што овие 2 домашни надпревари што не играме во Прилеп, затоа што ако играме Прилеп и према мене во поголема предност е противникот, ако сме ние домајчини што играме во гости, затоа што и на некој начин растеретен и мислам дека треба да се екипираме на најголем може начин на овие 4 надпревари да извадиме максимум и после ќе знаеме ние на место на табелата сме и како би се понашале по натамошното првенство. Овие 4 надпревари ќе ни ја дадат насоката каде ние ќе се движиме. Дали победа има сила да атакува на излез во Европа, или победа ќе биде екипа која што ќе биде на средината на табелата и која што нема да дозволи да ни се случи она што ни се случи минатата сезона, а тоа е борба за опстанок до последен надпревар или бараж. Јас се надевам дека ние имаме сили и квалитет да го избегнеме пред се играњето бараж или борбата за опстанок, а се она што ќе го направи оваа екипа плюс или секој приклучок за Европа, сигурно дека ќе биде голема работа, затоа што да не заборавиме дека имаме многу нови имиња во клубот, затоа треба време да се уигра екипата, да се направи своја игра препознатлива. Знаете како, значи ние работевме доста со овие момци, со овие играчи
И јас сум на истиот став дека треба време да се воиграме, поготово таа трета зона, али јас сум многу задоволен од како играме дефанзива. Значи, ние не даваме многу голови и не примаме. Значи, тоа е многу голема работа. Значи, сега имаме надпревари кај што некои работи ќе ги изротираме да видиме како би се понашале други играчи на некои места. Мислам дека со одреден временски период дека ќе дојдат и тие работи во ред. Ние евидентно дека имаме проблем во тој завршен пас. Али ако ги гледаме работите од друга перспектива, на пример како што ние цел тим ги анализираме секој надпревар поминати противник, треба да бидеме коректни и да кажеме дека ние бевме драстично штопени на некои надпревари од судиите кај што јас најмалку сакам да зборувам и не знам во кој правец би оделе надпреварите ако би биле тие неколку пенали за нас досудени. Пример, со Силекс имаме 2 пенали чисти недосудени. Прва минута, второ полувреме со работнички за 1 немаме чист пенал досуден. Значи не би знали како би биле тие надпревари во продолжина на надпревар. Тие се ситуации кои што се случуваат стално на некој надпревар и не можеме да бидеме ние сигурни дека тоа што него тренирале би се случило на надпревар. Значи ние тренираме многу работи, сега не знаеме која комбинација би излегла. Со Кирија не можеме да бидеме незадоволни затоа што дечкото дојде практично пред првенство, значи 5-6 дена пред првенство дојде и тој во екипата се вклопи со неговите индивидуални квалитети. Ние не го познаваме, ни тој па нас не познава како екипа, затоа кажав и добро напомна Јане дека е многу тешко да направиме некоја препознатлива игра или ние сега ќе бидеме надмоćни со сите екипи. Јас пред кандидатната пресконференција кажал дека квалитетот на првенството е 5-10% од екипите. Индивидуална грешка, судиска грешка би го решил секој надпревар. Добро е што одиме од надпревар во надпревар се помотивирани и мислам дека таков начин на работа ќе не води напред и резултатите очекувам да си дојдат се подобрите резултати во теков на првенството.